Леле, ми дојдовте! Срца на тетка, елате да ве бацам. Од кога се немаме виден? Овој лепотан од кој? Стивен. Стеванче на тетка. Ела ми тета седним. Што ќе се напијате? Ништо. Еден е сато поручек. Таман за раки. И на македонците што се ојдени од Македонија возрастни некаде, му е јасно дека овде нон-стоп се пие. Ма на тие што се таму растени, не му е толку многу јасно како може луѓето предручек да пијат. А особено не му е јасно на луѓе што се дојдени со гостите, некој што не е од Македонија, што е скроз страна. И нив ништо не му е јасно, брат. Нити оти се дерат толку луѓето тука. Нити како може нон-стоп да пијат. Нити што е тој огно што го пијат ракија што се вика. Ништо не му е јасно, брат. Ти во светот мање више се знае. Се има појаки алкохоли, ама обично дека 40 на степен. 55 битолсковате, 55. Ко дојде еден од Лос Анџелес тука спотој да снимаме, ко проба од ракија да рече морем ја стопли душата. Ја стоплува, зеде се закашла, брато, одвај го прибравме. Туку дај ни да си маниме шпица, ако се зазборам јас ќе заборам шпица. На шпица и продолжувам. Ајде, ватуле. Иначе има многу работи што му се чудни на луѓето кога ќе дојдат од странство тука во Македонија. Дури на диаспората, без разлика што повозрастните тука се порастени да не рече. Пошто иако живееме во време кај што интернетот постои, социјални мрежи постојат и во секундата сега можеш да видиш што е ново, што има излезено, што е мода, што се прави така натаму. Кај нас малце многу бавно се прифаќаат работите, треба да помине процес. Значи процес е дури да дојде нештото кај нас. Не е како порано треба да се пушти таму во вестник, па вестникот дури да дојде ваму, па тука дур кажат на медиуми, па не знам што не. Го гледаш одма, ма процесот кај нас трае уште. Прост пример да речеме, пред 5-6 години, 7, не знам колку има, во светот стана популарно пак мустак да се носи и пршки па да се пушти. Джигерици што ги викат во Скопје. Или што би рекле оние мулет фризури. И пример кој бев на ИОС 19-та година, австралијанците веќе го носеа тоа, што тогаш беше моментот во свет. Кај нас тоа дојде тек негде 23-та, 24-та, така некако беше. Ти неоти луѓето го нема виден. Го има видено, ама дур се осуди некој да направи. Па треба него да го зборат сите времења, па после тоа нуше некој да му се види филмот да му се направи, па да го направи, па и него да го зборат, па таа процес ме сваќа. И то дип претходно има бидено таа мода тука на времето пред 20 години. Иначе ако не била никогаш претходно, сега тоа е процедура. И така е мање више за се. И пример не му е јасно како може да не функционират некои работи кога светот е одамна влезен во технологијата и сите модерни работи веќе ги имаме тука, ама системот ни е застар. Не му е јасно како може да нема PayPal во Македонија. Ти можеш да купиш нешто, ама никој не може да ти пушти пари. И да ти пушти пари наванка може, ама државите не соработват, па ќе си платиш данок и таму ќе си платиш и тука. Добро, со некој соработват, ама има со многу што не соработват, така што има уште многу работи што треба да се смени. Исто не му е јасно пример како може луѓето да не возат по правила и по прописи. Дури да се ојдени пример Индија или негде кај што е стварно баш и бузукона му Тајланд, пак очекуваат дека во Македонија малце покултурно ќе биде. Малце покултурно е, ама не е на тоа ниво кај што треба да биде. Далеку од тоа. Ти кај нив нема пример, се знае. Ако направиш прекршок, добиваш казнава точка. Тоа му е врежано во глата и не прат прекршоци. Мислам, дур не сватат дека овде не е до толку казна одма систем. Ќе сватат, од тука натаму тие прат поќе прекршоци од било кој. А тоа го сваќат пошто ние наместо да му покажиме дека можеме, ние прво нешто што му покажуваме е дека може да се прекрши нешто. Значи не постои македонска фамилија што има пречекано гости и што во некој момент се нема испофалено дека еве ова можам и да го заобиколам овде и да биди работа. Не знам оти сме толку горди на глупости, ама тоа е бе брат. Ете и мене не ми е јасно ако не сум од странство. И на нашите од странство толку му треба ако видат дека овде никој ништо не почитува, тие па ич нема што му е гајле на 2 месеци е дојде. После на пример не му е јасно како може од претходниот пат ко биле цените да се 6 пати рипнати пој. Да кажам искрено и нас не ни е јасно. Ама ете некако така магично може. Исто пример не му е јасно кога ќе дојдат битоле кога ќе видат дење ноќе полни се кафичите. Вика дорове вие луѓе работите нешто што прави. Како може сите секогаш да сте на кафе? Да знаеш како може. Што си мислите вие море оти народо наш неки да оди во странство. Ти во странство сакал некел мораш да работи. Дури да имаш слободно време ќе го искористиш поќе да сработиш или да си ја видиш фамилијата за можеш поќе да направиш за поубав живот. Ама овде очигледно не мора поќе да направиш за арен живот. И под линија на мал отпор сработи треба оп на кафе. Бога ми има луѓе што неќе дома да си одат, затоа по цел ден на кафе висат, ама нема врска. Исто има многу што мама и тато ги издржава. Каде во
странство мама и тато ќе ти издржават. Не можеш брат, не е системот така направен. Мораш ти да работи. Овде ќе си се оптегни како крав во детската на 50 години, ќе слези долу, мамо дај 100 денари на кафе дом, ќе после кај татко му, тато дај 100 денари, 200 чечак, кафе, цигари ќе си купи, ќе цаури цел ден на кафе. Душа добро, сега поскапи се кафето и цигарите, бе нема враг. Што не пијам, заборавам, не сум во те. Битно едно нешто му е јасно на сито диаспора. Дека секој пат кој дојдат тука ќе бидат прејадени, препиени и прешетани цело време. Тоа е одмор, бате. Само од гости на гости, само јадење, пиење од маса на маса. Пари добро, вака го речам, може и не е толку одмор, ама добро. Битно дур се извидат со сите, дури одат в село куќата да ја видат, дури одат да се видат Охрид, Преспа, Меспа, ти реков ми рече, за старите можат да си ги оживеат спомените од детството. Па кога ќе се разочарат таму пошто замисли ти бе човек, пред 20-30 години си видел нешто и било преубаво. Седиш 30 години подоцна, цел свет оди напред, си викаш сега ку знаеш што ќе видам кога ќе одам. Одиш пустош брат. Значи ми се чини само кај нас одат на назад работи. Пошто пред 30 години се функционираше, море, се имаш. Од воден туризам, од планински туризам, од детски одмаралишта, чуда од свевра. Сега ништо не работи. Бенџамин Батон му направивме на работата ни. Филмо за нас се прави. Хај седиш озборе. Баш се скоро правивме муавец на другарче економик. Вика не знам тој тренд во битола колку долго ќе ви траи, знаеш, пошто новите генерации што не се родени тука не знам дали ќе ги влечи да идат. Тоа е во ред. Ама се дури има генерации што се порастени, ојдени неги. Секогаш ќе сакат да се вратат, особено е повозрастни. Пошто ај помладите генерации мање више поке се научени да се адаптираат, да најдат начин да живеат во странство и така натаму. Повозрастните нити сакат да најдат. Че тие веќе се навикнати на живот тука и не ќат ништо му се мени. Дека ќе одат таму, ти цело време го сонват животот тука. Пошто знае дека пола друштво негово на кафе моментално, тој треба да лупа негде граđевината. И на крајот на денот голем број од луѓето не ни сакале да одат негде во странство, ама морале. Таа емоција што ја има тука секогаш ќе ги враќа. И се добро по новите генерации, како што почнува ништо да не му е битно на луѓето, може да нема да му е толку битно и да се врата. Ама кога тогаш ќе сакат барем еднаш да дојдат да видат потеклото од кај. А бога ми имаме македонци толку многу во диаспора, што да му текнува еднаш на 2-30 години да дојдат па секоја година гужваќи. И јас мислам дека ќе продолжат да идат. Пошто не е џабе речено, каменот тежи најмногу таму од кај што е кренат, од кај што е по потекло. И не за џабе родителите ви дават такви имиња, Стивен, Майкл и така натаму. За можеме овде Михаел, Стефче и така натаму ве викам. Александар ќе си види Александар сегде. Вилипче исто, Трово му ја дават тука на некој место, ама не е страшно. Се новите генерации не се ни трудат многу македонскиот да го научат. А па на крајот на денот новите генерации кај нас веќе почнуваат да учат јазици и посериозно да го учат англискиот малце, пошто сваќат дека светот се менува и дека мора да знаат јазик ако сакат да се во тек со настаните. А неко повозрастните да одиш негде на аеродром и да не можеш да се снајдиш, што ти не знаеш на англиски знакот да го прочиташ. Така што како и да е, ќе можат да се снајдат. Тие малце со скршен македонски, ние малце со скршен англискиот, тука и ќе се разбереме. На крајот на денот мимиката зато постои. Вака ќе му напреш, ќе ти дај пиво, ти муш вода сакаш, ама не е битно, ќе речиш аја се пие нешто. И тоа е едно ушедно побратим. Ушедно повратим. И го е се поднаштимат, мора стандард муавет да се мани нек. Машки македонски. И ево Австралија во фризата земаме онакво сикспек, и едно сикспек би трај 3 дена. Шо е сикспек? 6 пива, 6 јас дено ги пијам. Голем. Седи мореш озво. Не може, тоа е too much. Утре сте на работа, ти не работаш. Шо да го работа. Ти не работа не пие бе ние. Тоа е там машкоста, кој поќе пие е поголем маш. Уште со тие муавети живее. Тие се тие пијачки, безценети муавети. Ние обичните смртници нема никогаш да ги свати. Мислам дека доста е за денес. Можда малце помеко му влегвам ова година на диаспората, да не се лутат многу тригерце тие, тригер. Ама не се шо знаеш, имаме уште епизоди, не можеш да знаеш што ќе види понатаму. Бито толку од мене за денес. Поздрав и имајте убав ден.